Точно на полноќ, мракот целосно го обвива западниот дел од главниот град. Високата цена на електричната енергија ги врати мрачните времиња. Дел од општините, во обид да заштедат, или ги гасат уличните светилки, или пак оставаат да работи секоја втора. Па иако сите домаќинства плаќаат иста цена за јавно осветлување, зависно од местото на живење се добива различна услуга. Така и Скопје стана град со повеќе лица. Едното во текот на денот, кога граѓаните одат кон работните места, кон училиштата или едноставно на прошетка. Другите се пострашни и се појавуваат кога ќе зајде сонцето. Штом падне мрак, реткост е да се забележат луѓе кои пешачат сами на улиците. На некои места во главниот град, единствено светло во темните сокаци доаѓа од автомобилите, но делува дека и возачите едва и успеваат да го видат патот пред нив. Не е да ти кажам право, плюс судите мало. Не е безбедно, уопште не е безбедно. Од време на време одбегнуваш некои такви темни улички, ама што знам, Скопје е релативно безбеден град. Tmerr, valla. Tmerr se do me thonë ato jetojnë, ato shteti jeton pi popullatës. E shembull me shku fëmijët vetëm me shku mi marrë në shkollë, ka fëmijë që janë vegjël, 10 vjet, 9 vjet, lesat, ato trishtohen natën. Po është e frikë, baba. Do të thënë pa drita është e frikë, si taksinë kemi probleme. Do të Ka thënë, ndodhur njerë ku si shef këmsor, do vetura tjera. po normal se ti je në shpejtësi, ai del, ti drita nuk ka, dhe normal do t'i hapësh si disi do t'i bësh 4, po. Откако поскапи електричната енергија, сите општини во земјава почнаа да бараат начин да заштедат, пред се преку јавното осветлување. Бидејќи не можеме во сите, прашавме во 10 скопски општини што значи тоа штедење. Одговорија само половина. Во Шуто Оризари јавното осветлување се пали во 17 часот, а се гаси на полноќ. Работат сите сијалици. Во Чаир осветлувањето работи цела вечер од 16:30 до 6:30 часот наутро, но свети секоја втора сијалица. Во центар светлата на улиците се палат постепено, од 16:30 до 17:30 и се гасат во 6:30 наутро. Работи секоја втора сијалица. Во аеродром, јавното осветлување работи од 16:30 до 1 часот по полноќ, и тоа само секоја втора сијалица. Само во кисела вода нема мерки за штедење. Овие одговори значат дека секоја општина тера своја политика кога е во прашање јавното осветлување, но од друга страна, јавната услуга ја плаќаат исто сите домаќинства. Секое домаќинство плаќа 184 денари, а секоја фирма плаќа 368 денари. Па дали е тогаш фер домаќинствата, на пример во аеродром, да плаќаат исто како во кисела вода или во Чаир, а да немаат светло после 1 часот? Не. По темница не се живее во темница едноставно. Тоа е тоа. Jo, i të sa ferë. Bile unë jetojmë Vizbek, i shoh kaloj ditën vlla, rrugë dritat dhesta, na i paguj në mbrëmje shkin. Nuk është e ferë. Nuk e kam me ditirë unë t'i paguj rrimën edhe këtoj çka janë rrugës. Do të thonë këtoj ne i pagujmë difish. Комуналната такса за улично осветлување граѓаните ја плаќаат во сметката за струја, што значи дека парите се слеваат кај ЕВН. Од компанијата за 360 степени одговорија дека тие само ја вршат наплатата, а средствата директно ги префрлаат на сметките на општините. Компанијата во целиот процес само им прави услуга на општините. Понатаму, самите општини менаџираат со средствата, а истите им служат за одржување на јавното осветлување и плаќање на потрошената електрична енергија. Според бројките кои ги добивме од ЕВН, скопските општини собираат висок процент од средствата за јавно осветлување, со исклучок на Шуто, Оризари и Сарај. Или попрецизно, во аеродром Ѓорче Петров, кисела вода, Карпош и Центар се наплаќа 98% од таксата за јавно осветлување. Во Бутел 97%, во Гази Баба 96%, во Чаир 91%, во Шуто Оризари 85% и во Сарај 73%. Центар е меѓу општините со највисока наплата, па светилките на главните, споредните и сервисните улици светат преку една.
Градоначалникот признава дека мерката е непопуларна, но вели неопходна во време на криза. Додека не најдеме друг начин, мораме да продолжиме со ова. Јас од тоа што го читаме и што го гледаме, верувам дека во текот на следната година ќе се стабилизира пазарот на електрична енергија и дека цените ќе се намалат. И ова е непопуларна мерка што побрзо ја прекинеме. Од страна на граѓаните стигнуваат одредени поплаки, не се многу големи, на истите им се даваат соодветни одговори. Во нашата обиколка забележавме дека на улицата Орце Николов, која се наоѓа во срцето на центарот, светлата се вклучија околу 17:30, 1 час од стемнувањето. За тоа како се одлучува кога и каде ќе се вклучат и гаснат светилките, Герасимовски вели. Група надворешни соработници вработени во општината секојдневно прават анализи за критичните точки во центар. Внимаваме во делот на училиштата и градинките истото да се пушта навремено, само што ќе почне да се стемнува, поради тоа што станува збор за нашите најмлади и најмали дечињата кои што треба кои излегуваат од училиштата или градинките патиките бидат во тој дел осветлени, но во другиот дел гледаме во делови биде покасно пуштено, ги отстрануваме делот од светилките, односно ги гасиме, се со цел да има осветлување, но и да најдеме начин за штедење. Во соседната општина Чаир, осветлувањето се контролира на сличен начин како и во центар. Свети преку една сијалица, а истите се контролираат автоматски. Оние сијалици кои светат се вклучуваат во 16:30, а се гасат во 6:30. Но и тука забележавме дека на одредени улици воопшто нема никакво осветлување. И покрај темницата на некои места, градоначалникот Ганиу вели досега не добиле поплака од страна на граѓаните. Ниту за безбедноста, ниту пак со барање да се осветли одреден дел каде што живеат. И граѓани се дисциплинирани, мислам, во тој поглед и го сваќат моментот дека треба да се заштити. Но околу безбедноста поточни информации, значи треба да земете од институциите кои се релевантни, но тоа е причината зашто ние на пример скроз не сме го исклучиле електрична енергија или осветлувањево. И според Ганиу, не е фер граѓаните да плаќаат, а да не добиваат услуги. Но вели засега не постои друг начин за да се заштеди на електричната енергија од ваков карактер. Доколку не заштедат на овој начин, додава, ќе треба да се пренаменат пари од буџетот за капитални проекти, што секако пак носи штета на граѓаните. Не сметам дека е фер, бидејќи нашите тенденции беа као градоначалници, јас као градоначалник, што се вика секој метар квадратна навечер да го осветлиме, за да биде по-пристојно, по-безбедно, но сега во зависност од ситуацијава како е, навистина треба сите да направиме напори што повеќе да заштедиме, бидејќи стварно цениве се многу високи. Но не сите општини се одлучија на ваков потек. Има и такви кои покрај зголемувањето на цената на електричната енергија не се одлучија да ги изгаснат уличните светла. Таков е примерот со општината Кисела Вода, чиј градоначалник вели дека иако поскапувањето е енормно, безбедноста на граѓаните доаѓа на прво место. Јас не можам да се сложам да цела ноќ, цела општина биде во мрак кај мене. Најмногу од безбедносен аспект. На граѓаните наши животот не им завршува во 12 часот и не сите легнуваат. Имаме граѓани кои што работат трета смена, имаме граѓани кои што од втора смена доцна се враќаат дома, така да од тој аспект ние разговаравме како тим и сметав дека лично јас не е добро да ја оставиме општината да биде црно петно во Скопје, односно да биде целата во мрак. А бидејќи не се исклучуваат сијалиците, сметката за струја во Кисела Вода е поголема од парите што се собираат од домакинствата и фирмите во општината за јавно осветлување. Трошокот е енормно зголемен. Значи, собираме пари за 2,5 милиона да платиме, а ние плаќаме неколку кратно повеќе. Значи, зависно од месецот, некогаш плаќаме 2 пати, некогаш 3 пати, некогаш 4 пати. Имало сметки кои што се 4 пати поголеми споредбено со минатата година истиот месец. Намалувањето на јавното осветлување беше повод за истражување на Хелсиншкиот комитет.
95% од анкетираните девојки и жени одговориле дека тоа директно влијае на нивниот квалитет на живот, а како резултат на страф од темнината, тие често избегнуваат излегување штом се стемни или пак користат такси наместо да одат пеш до одредена дестинација. За да не се носат вакви мерки во иднина, општините веќе размислуваат за алтернативи. Општина Центар веќе изготвува проект за формирање на јавно предпријатие кое ќе произведува и продава струја, а ќе биде под капа на општината. Другите општини пак ќе одвојуваат пари за паметни сијалици и заменување на енергетско неефикасните со LED штедливи сијалици. До тогаш ќе остане нееднаквоста. Сите да плаќаат исто за улично осветлување, а да добиваат услуга со различен квалитет.